Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Поликарп епископ Смирненски и преподобниот Дамјан. Свештеномаченикот Поликарп епископ Смирненски. Овој голем апостолски маж се родил како незнабожец. Светиот Јован Богослов го вовел во верата Христова и го крстил. Во раното детство Поликарп останал сираче и според некое видение на сон го примила една благородна вдовица Калиста, која како син го подигнала и воспитала. Поликарп од детството бил благочестив и милосрден. Се трудел во животот да го поддржува светиот Вукол, тогашниот епископ во Смирна, а и светите апостоли Јован и Павле, кои ги познавал и ги слушал. Свети Вукол го ракоположил за презвитер, а пред смртта го назначил за свој наследник во Смирна. Апостолските епископи кои се собрале на погребот на светиот Вукол го хиротонисале Поликарпа за епископ. Од самиот почеток Поликарп бил обдарен со чудотворство. Така, од слугата на некој кнез го изгонил лошиот дух со молитва, го стопирал страшниот пожар во Смирна. Кога го виделе тоа, многу незнабожци го сметале за еден од боговите. Издействувал дожд во сушно време, исцелувал болести, предвидувал, пророкувал и така натаму. Пострадал за време на царот Марко Аврелий. 3 дена пред смртта светиот Поликарп прорекол: по 3 дена ќе бидам изгорен на оган заради Господа Исуса Христа. И кога во 3-тиот ден војниците го фатиле и го повеле на суд, тој извикал: нека биде волјата на мојот Господ Бог. А кога судијата го советувал да се одрече од Христа и да ги признае римските богови, светиот Поликарп рекол: не можам да го сменам по доброто за полошо. Особено евреите го мразеле Поликарпа и настојувале тој да биде изгорен. Кога врзан го ставиле на клада, тој долго му се молел на Бога и бил мошне стар и побелен и светол како ангел Божји. И виделе сите луѓе како пламенот го обвиткува, но не го допира. Уплашени со таквата појава, незнабожните судии му наредиле на джелатот со копјени с пламенот да го прободе. И кога бил прободен, од него истекло многу крв, така што сиот оган се изгаснал, а телото негово останало цело и неизгорено. По наговор на евреите, судијата наредил мртвото тело на Поликарп да се изгори според елинскиот обичај. И така нечестивите го изгореле мртов, оној кого жив не можеле да го изгорат. Свети Поликарп пострадал во 167 година на Велика сабота. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуш Тија Ти. Сине Божи,
voливи spasenia našego radi, voplotiti sja od Svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vo čeloveči visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si Svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Преподобниот Дамјан, монах на манастирот Есфигмен во Светагора, бил современик и другар на великиот Козма Зографски. Се подвизувал на гората Самарија помеѓу манастирите Есфигмен и Хилендар. Се упокоил мирно во 1280 година. Кога се упокоил, од неговиот гроб 40 дена излегувал прекрасен и благопријатен мирис. Елици во Христа крестисте сја, во Христа облекосте сја. Stay, vo Hrista